Здраво, ова е 225-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е After Young на Кого Нада, во кој станува збор за андроидот Young, глумен од Justin H. Min, кој што му служи на едно семејство, меѓутоа се расипува, односно покажува знаци на нефункционалност и неможност за извршување на задолжението на придружник на ќерката на Джейк, глумен од Колин Фарел, кој што ќе се обиде да најде начин да го репарира, меѓутоа во процесот на изнаоѓање на соодветен начин на поправање, ќе се соочи со констатацијата дека животот му одминува пред неговите очи, додека тој останува дистанциран од неговата сопруга и дете. Несомнено дека филмот подлегнува на научно-фантастичните жанровски тропи, со самиот чинител што инволвирана е концепцијата на вештачката интелигенција и футуристичката визија на светот, во кој се одвива действието на филмот, меѓутоа тоа е приземена фантастика која што служи само како околност во која е имплементирана една коренита хумана димензија, односно потрага на човекот по сопствениот идентитет и местото во околината. Екзистенцијални се побудите во кои таткото Джейк има очајна потреба да остане во нераскинлива корелација со светот, да најде нишка со која ќе биде приврзан, мотиватор плюс да го утврди своето место во него. Императив е да најде сервисер за андроидот кој се распаѓа, затоа што во спротивно тој ќе биде задолжен за подучување на ќерката на животните мерила, максими и нејзиното културолошко кинеско наследство, а родителите од иднината имаат интенција тие ингеренции да ги препуштат на роботите отколку на себе си. Така што мислам дека неминовно е да се гледа дека се крие проблем. Футуристичката визија на светот е збогатена не само со роботската технологија, која прераснува во конститутивен елемент од семејството, туку и со клонирањето, кое што суптилно се наметнува како еден вид на решение на предизвиканата еколошка криза од долгогодишната војна помеѓу САД и Кина, поради која страда човештвото, кое точно е дека ги има технолошките придобивки на модерното општество, но е осудено на пропаст заедно со неговото сомнително потомство. Ова е мој недалекосежен проектиран дериват на премолчаната преамбула на која алудирам, временска предложка до која не ни дава пристап режисерот. Техносапиенсот прегнува вешта паралела помеѓу калемењето во оштарникот и посвојувањето. Автомобилите кои самите си возат и VR очилата, делумно сме на прагот на нивното општоважачко индоктринирање во секојдневната практика, барем во имотниот свет, кај што технологијата најпрво доаѓа, а кај нас досни со децении, добивајќи ја кога нема да биде во мода. Филмот се базира на расказот Saying Goodbye to Young на Александер Вајнстин, кој е составен дел од збирката раскази Children of the New World, што значи погубни ќе бидат сите претпоставки дека ќе гледате научно-фантастична вселенска опера или сурова дистопија на завојуваниот свет, затоа што тоа не е филм кој што Кого Нада сака да го сними, затоа што тематски е поблизок до Минари и Shoplifters во свет на Екс Махина и The Lobster, со тоа што нивната мрачнина е заменета со оптимистичката семена динамика на AI и технолошката зависност на Хер. Печатлив синхронизиран танц надпревар е забележлив против останатите 30.000 фамилии на танчери кои што се борат едни против други за да изведат што е можно попрецизна кореографија, што треба да сведочи за нивната заемна уиграност како семеен нуклеус, но тоа е исклучиво механизирана репетиција на извежбани движења, а не е заемна вплотеност. Кинеските принципи, традиции и обичаи се присутни низ делото од кохабитирањето на Йинг и Јанг во природата или барем тоа што е останато од неа по еколошките катастрофи, како што може да прочитаме од памфлетите кај Дивиот поправувач. Од друга страна, Джейк продава чај, напоменато е кинеското калемење на јаболка, јадење рамен и колекција на пеперутки, практики кои се евидентна ознака на уделот на кинеската култура и начинот на живот. Во проектираните спомени, Джейк дознава дека техносапиенсот Јанг имал романтична врска со девојка клон, што е своевиден исчекор во фриволното размислување на вештачката интелигенција, очовечувајќи го Јанг, иако Джейк првично го третира како расипан уред кој треба да се сервисира, постепено открива дека и тој бил живо битие со копнежи и љубов, а ќерката Мика ќе мора да се соочи со губитокот кој го носи смртта во животот, со оглед на тоа што непоправлив е Јанг, кој може единствено да биде музејски експонат, а не нејзиниот брат.
Непорекливи се човечките релации кои ги воспоставува мртвиот Јанг. Неговите снимени сеќавања на колоквијалните животни настани се и ретроспективен калеидоскоп на спомените на семејството на Джейк, од кое интегрален дел бил и Јанг. Прашањето кое што недвосмислено се наметнува по епилогот е како ќе се живее после него и дали неговата смрт е нов почеток на семејството. Документарниот филм кој се реферира во After Young за човекот кој што трага по најдобриот чај во Кина е All in This Tea од 2007 година во режија на Лес Блан и Джина Либрехт, во кој се разбира дека се појавува и Вернер Херцог, кој што има тирада дека природата е содржана во секоја голтка чај. Филм за потрагата за поврзување со елементите во природата која го мотивира Джейк да се нафати да консумира и продава чај и при тоа да не ја загуби врската со светот. Снимателот на филмот е одличниот кинематографер Бенџамин Лоеб, за кој ви говорев кога го анализирав прекрасниот почетен долг кадар на Pieces of a Woman во видеологија, и тој е заслужен за визуелниот деликатес Менди на Косматос, што значи дека треба да се препуштите на еден визуелен естет кој не се плаши да го наметне својот визуелен печат на творбите, и таков е случајот со новиот филм на Когонада, во кој се истакнува симетријата и во широките и во средните кадри, снимени на Алекса Мини во неколку различни аспекти на снимање, од ригидниот 1.33 за време на видеоповиците, преку 1.85 за прегледување на складираните 5 секундни сеќавања, снимени на рака со фокализација во прво лице, и стандардизираниот CinemaScope за останатите. Футуристичките домови се снимени со придушени светла на цидовите, наспроти живописните бои од прегледаните спомени на дневно светло. Во музиката на композиторката Аска доминира меланхоличното пијано, кое што е круцијален елемент во доловување на ламентирачкиот амбиент на светоградењето, уште од првиот кадар, и поблиска е до амбиенталната функција. Згора на тоа Сакамото замешува прсти во соничните емоционални засилувачи со своја композиција која се одвествува на ламентирачкиот тон кој го поседува творбата. За да биде постигнат тој одмерен ритам, се погрижи и самиот режисер, кој исто така и го монтира филмот. Постојано посочувам дека со резерва секогаш пристапувам на филмови кои ги монтираат имените режисери, затоа што се лишуваат од погодноста да биде сечен и лепен филмот со помош на свеж пар на очи, кои би им ги посочиле проблемите кои тие не се способни да ги согледаат, меѓутоа од друга страна би ги окуражил режисерите да монтираат кога имаат точно зацртан ритам кој филмот пресудно е да го поседува, и само тие се способни да го постигнат поради неговата специфичност, па од тие побуди да речеме дека е оправдлива оваа сингуларна визија, ако Когонада режисерот може да му допушти на Когонада монтажерот да ги донесе потребните одлуки за доброто на делото, а не за егото, затоа што многу лесно може да биде маљепсан од убавината на снимените кадри на Лоеб, кои што може би го натежнуваат течението на творбата, а тој не би бил спремен да ги пресече за доброто на филмот. Режисерот Когонада има екстензивно познавање од филмската уметност, затоа што е посветен изучувач на творбите на филмските великани, од кои до ден денес учи и непорекливо е влијанието кое го има, например, Озу, врз неговата филмска поетика и кадрирање на ликови во простор. Имено, Когонада, иако филмската кариера ја започнува со ангажираните колаборативни проекти со Майкл Грацијано, тој станува познат по неговите краткометражни документарни филмови кои ги снима за мајсторите на занаето: Аронофски, Тарантино, Кјубрик, Озу, Корееда, Малик, Андерсон, Бресон, Хичкок, Бергман, Годар, Линклетер, кои што може да ги пронајдете како видео додатоци на престижните изданија на колекциите на Критериум, соебитни видео есеи. Првиот негов долгометражен игран филм е Коламбус од 2017 година, филм за невообичаената средба на ликовите на Џон Чо, чијшто татко е во кома, и ликот на Хейли Лу Ричардсон во Колумбус, која што сака да остане во градот покрај незината мајка, која е рехабилитирана зависничка, наместо да продолжи да ги реализира незините професионални стремежи. Денес Когонада сними половина епизоди од ТВ серијата Пачинко, во која е доловен турбулентниот период на аклиматизирање на доселеничката фамилија од Кореја, што всушност допира до тематската побуда која го инспирира и плени Когонада, а тоа е проблематиката на интегрирањето на членовите на фамилијата во општеството и потрагата на местото на единката во заедницата, лајтмотив кој го провлекува во сите негови малтене медитативни филмски творби. Филмот имаше својата премиера на минатогодишното издание на Канскиот фестивал во категоријата Uncertain Regard, а оваа година беше прикажан на Sundance, кај што се закити со наградата Алфред П. Слоун.
пред да биде составен дел од каталогот на дистрибутерот A24, прикажувајќи го паралелно и во кино и на Showtime. Иако е скротено дејствието и избегнато е непотребното напластување на дејствие и убави кадри, сметам дека недоволно ефективна е катарзичноста на премотаните спомени на одминатите животи од дигиталната подсвест во медитативниот филм, без драматични флуктуации, ригидно и ригорозно концепиран за и околу една единствена семејна заедница, солипсистички микрокосмос кој не ни дозволува да ја погледнеме големата слика за светот наоколу. Ова е тактилен филм во кој футуристичката семејна заедница, која брои родители од различна раса, со посвоена ќерка и техносапиенс како нејзин брат, се соочуваат со губитокот на членот од семејството, за кој дознаваат дека е поголем човек од самите луѓе, кој остава за себе плејада на одживеани животи во кој допрел многумина со неговото присуство во нив. Прашањето е дали ќе научат луѓето да го ценат повеќе краткиот живот кој им е на располагање и да се почитуваат едни со други и како ќе живеат без него понатаму. Ова прашање може да си го поставите нареден пат кога ќе направите чај и контемплирате дали има нешто без ништо. Ако морам да го евалуирам, тогаш After Young од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 225-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!